Почитувани граѓани, Македонија е на ното во Европа по растот на бруто домашниот производ. Денес, Државниот завод за статистика повторно ја потврди лошата економска политика на СДСМ. Имено, според официјалните податоци, бруто домашниот производ во првиот квартал од 2018 година забележал раст од минимални 0,1%. Убедливо сме на ното. Прито од приходната страна, пат од цели 37% забележува градежниот сектор, што всушност и отсликува неработата на владата на Република Македонија, предводена од Зоран Заев. Немањето на собствени проекти и стопирањето на проектите од претходната влада негативно влијаат врз македонската градежна оператива и македонската економија во целост. Дополнително, почитувани граѓани, пат од 7% забележува просперитетниот сектор информации и комуникации. Да подсетиме, во својата кампања СДСМ големо внимание посвети на овој сектор ветувајќи намалување на данокот на добивка за IT компаниите за цели 50%, тоест од 10 на 5%. Но како што можеме да видиме, нема ништо од тоа. Од расходната страна падот повторно е алармантен кај бруто инвестициите. Имено, во првиот квартал од 2018 година, бруто инвестициите забележуваат пад од 9%, со што продолжува политиката на деинвестирање својствена за СДСМ. Дополнително, исполнувањето на капиталните инвестиции од само 7,4% во првиот квартал од 2018 година придонесе јавната потрошувачка негативно да влијае врз бруто домашниот производ, односно да забележи пад од 1,4%. Овие податоци повторно го отсликуваат неработењето на владата на Република Македонија, предводена од Зоран Заев. Почитувани сограѓани, за да биде појасно што всушност се случува со македонската економија, ќе направиме компаративна анализа со земјите во Европа. Имено, растот во првиот квартал од 2018 година, например во соседна Србија, е за 46 пати поголем од тој за истиот период во Македонија. Или, соседна Србија порасна во првиот квартал за 4,6%, додека ние со скромни 0,1%. Слична е ситуацијата и во Бугарија. За 35 пати поголем раст има соседна Бугарија, отколку што имаме ние во првиот квартал од 2018 година. Хрватска 25 пати и рекордерот, можеме да го споменеме податокот за Полска, каде што бруто домашниот производ во првиот квартал од 2018 година е за 51 пат повеќе од истиот во Република Македонија за истиот период во 2018 година. Единствено нешто што успеа на оваа цунами економска политика на владата на Република Македонија предводена од Зоран Заев е да во првиот квартал од 2018 година нето ги задолжи граѓаните на Република Македонија за повеќе од 300 милиони евра, а при тоа да не обезбеди раст на бруто домашниот производ. Можеме да заклучиме дека вие не живеете подобро, граѓаните страдаат поради лошите економски политики, ова е фијаско економија, ова е економија со која Македонија паѓа на ното, ова е уште еден пораз и затоа ова мора да се промени. Граѓаните заслужуваат подобро, Македонија и граѓаните мора да победат.